Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва зборуваме за македонскиот фудбал, македонскиот клубски фудбал, ќе начнеме темата и за македонскиот репрезентативен фудбал. Како што најавив и претходно во вестите, вечерва наш гостин требаше да биде председателот на Македонската фудбалска федерација Масар Омерагич, но од оправдани причини тој остана заглавен на аеродромот во Франкфурт и не можеше да стигне навреме за ова интервју, но ќе го имаме председателот Омерагич кратко на телефонско јавување од аеродромот од Франкфурт, но затоа тука вечерва во студиото ги имаме членот на управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија и еден од најдобрите македонски репрезентативци во минатото со голем број настапи во националниот дрес Агим Ибраими и селекторот на младинската македонска фудбалска репрезентација Горан Станичи, до пред некој ден и тренер на фудбалскиот клуб Работнички, исто така истакнат наш репрезентативец. Добро вечер и на двајцата. Добро вечер. Најпрво ќе му дадеме предност на председателот Омерагич, со него бидејќи сме на телефонска врска, па потоа ќе се вратиме во студиото со нашите гости. Господине Омерагич, ако се слушаме. Добро вечер, се слушаме, Бранко. Добро вечер и од мене. Навистина ми е жал што вечерва не успеавте да пристигнете тука во Скопје навреме за да бидете во студиото, но се надевам дека вака и преку телефон ќе имаме добар, барем краток разговор. Се надевам нема да ве спречиме да го фатите летот за Скопје. Тоа е, Бранко, и се извинувам до вас гледачите на Телма, но се надевам дека ќе имаме некоја нова можност за гостување кај вас во емисијата. Да, ќе надополниме дефинитивно, па затоа веднаш на почетокот имавте, да речам, 6 месеци на председателската функција на Фудбалската федерација на Македонија, но од 12 март оваа година и официјално со 4 годишен мандат како прв човек на фудбалот и ќе кажам турбулентни неколку месеци во првата македонска фудбалска лига. Моето прво прашање, очекувавте ли вакви случувања или сето тоа беше последица на некои ваши потези кои ги направивте овие неколку месеци? Па, како прво, јас сум на функција од 22 декември, значи тоа е некаде околу 4,5 месеци. Сега сме средината на мај. За 4,5 месеци мислам дека направивме неколку потези, некои промени кои што беа позитивни во работењето на Фудбалската федерација, меѓутоа затоа би оставил да говорат луѓето околу нас. А што се однесува до турбуленциите кои што се случија, за мене беа очекувани, затоа што едноставно се поставија некои нови правила на игра, каде што мислам дека начинот на кој што се раководи федерацијата е видно изменет однос на тоа што беше во минатото. Така. Во првата македонска фудбалска лига секако оние најголеми вести беа исфрлањето од првата лига на Гостивар и Воска, две екипи кои постојано има некако реакции кон судењето на нивните надпревари. И Воска и потоа Гостивар се одлучија да ги напуштат надпреварите. Воска против Вардар во Охрид, додека Гостивар тука на стадионот Маџари против екипата на Работнички. Дали не можеше да се најде заеднички јазик со овие две екипи да речеме да бидат помирни водите во македонскиот фудбал или едноставно бевте приморани на такви драстични потези кои веројатно ќе одекнат и за воиднина како опомена за останатите клубови? Па како прво би сакал да кажам дека никој не ги исфрли ниту Воска, ниту Гостивар, туку тие сами себе се исфрлија со потезите кои ги направија. Тука Фудбалската федерација нема никаква вина. Двата клуба бараа некаква причина за да најдат начин за да се повлечат, односно сопствениците на клубовите, бараа причина да се повлечат од клубовите, бидејќи очигледно повеќе не можеа да функционираат на начин на кој што тие би сакале да функционираат. Или едноставно сватија дека повеќе нема исполнување на желби како што имаа во минатото, но сето тоа е симптоматично. За мене не беше изненадување, затоа што немавме информации дека Воска се подготвува да ја напушти лигата и дека само се чекаше надпреварот со Вардар како причина да биде тоа. Но во суштина правилата постојат. Анархија нема да дозволиме. Судиски грешки имало и ќе има.
Во минатото имало судиски грешки, меѓутоа и во корист на овие два клуба. Меѓутоа никогаш нивните противници не го напуштале теренот. Така. Што се однесува до Воска, мислам дека тоа беше планиран потек долго време на собственикот на клубот, кој што од негови лични причини го направи. Многу беше симптоматично да тоа го направи веднашка после исплаќањето на средствата од солидарната шема. Некаде во рок од 30-40 дена Федерацијата на клубовите, меѓу кои и на Воска, ги исплати околу 250.000 евра од солидарната шема. После втората исплата од 150.000 евра, која што беше за тековната сезона, ние добивме информација дека Воска се спрема со Вардар да го напушти теренот. Многу беше индикативно што тие го напуштија теренот на активен резултат, значи на нерешен резултат, што позиција на табела која што гарантираше борба за останок, далеку од тоа дека се испаѓа од трката или нешто такво, но едноставно се решија на таков потез со едно соопштение кој што беше еден обичен памфлет, полн со невистини, но нека си ги бараат причините во своите редови. Правилата постојат, правилниците се донесени од поранешното раководство на Фудбалската федерација и тие ќе важат за сите. Па тоа се однесува и за Воска и за секој друг клуб. Напоменавте, ако не се лажам, во јавноста дека ќе ги побарате и назад тие пари од солидарната шема. Дали е тоа возможно? Видете, апсолутно се ќе направиме. Македонскиот фудбал, мислам дека постепено треба да расчисти со новокомпонирани фудбалски работници кои што од разни лукративни причини влегле во фудбалот во изминатите години, можеби бидејќи од причина што имале лесни извори за финансирање и можеби од некои други причини кои јас сега не би ги коментирал вака во емисијата, времето ќе покаже. Но во секој случај Фудбалската федерација на Македонија ќе направи се што е потребно за да средствата кои што се исплатени за тековната година бидат вратени. Еден од оние скандали кои го потреса македонскиот фудбал беше надпреварот од втората лига помеѓу Башкими и Кожув во рамки на 28-то коло од втората лига. ФФМ ги презема сите мерки преку дисциплинската комисија за да се истражи до крај овој надпревар и она, да речеме, сомнителна победа на Башкими од 1:2. Веќе беа изречени неколку суспензии за тренерот и за директорот на фудбалскиот клуб Кожув. Неколку играчи се веќе исто така во процес на дисциплинската комисија. Па дали има некакви плюс информации околу овој надпревар, бидејќи во едно од соопштенијата на ФФМ беше напоменато дека и јавното обвинителство, ако не се лажам, во Гевгелија исто така побарало информации за овој надпревар и дека истражува за да отвори свој случај. Дали има некои новитети околу тоа? Таму јас не би си дозволил да коментирам премногу од причини што Фудбалската федерација има посебен одел за интегритет и безбедност кој го раководи лице кое работи повеќе од 12 години, кое што е сертифицирано и обучено од УЕФА и кој исто така е за истите потреби ангажирано од УЕФА за надпреварите на УЕФА во европските купови. Можам само да кажам дека Фудбалската федерација премногу сериозно ќе се посвети на овој случај и нема да превземе никаков чекор без доволно докази и нема никој да се казнува паушално. На крајот на криштата сите бевме сведоци на тој срам. Градот Гевгелија беше засрамена, фудбалскиот клуб Кожув беше засрамен од постапката на поединци. Имаме индици, имаме доволно информации до сега за чекорите што ги превземавме. Точно е по мои информации дека обвинителството и МВР се вклучени во ова, но јас не би преюдицирал ништо, би оставил времето да покаже што и зашто. Во секој случај, тоа е една црна дамка која што остави така малце горчина во вкусот кај сите љубители на фудбалот. Во едно од соопштенијата на Управниот одбор на Фудбалската федерација, ако не се лажам, може би има повеќе од еден месец, имаше соопштение во кое се критикуваше изградбата на дел од стадионите кои биле финансирани од програмите на ФИФА и на УЕФА. Ако не се лажам, мислам дека беа споменати градскиот стадион во Штип, стадионот Билјанин извори во Охрид и уште неколку други стадиони. Па дали, и мислам дека од вашата канцеларија најавија дека ќе одите во инспекција лично да се уверите во градежните работи, дали има некои новитети околу тоа, дали се доволно искористени тие средства и дали воопшто се искористени за изградба на стадионите и подобрување на инфраструктурата, што секако знаеме дека и е повеќе од потребна на македонската фудбалска лига, и првата и втората?
Што се однесува до Штип, ние издадовме соопштение, постои одлука на управен одбор. Крајниот рок за да изведувачот на градежните работи на кој што му е све платено е 31.7.2025 да го предаде согласно проектната документација и зададените задачи што треба да бидат извршени од негова страна. Другите работи мислам дека излегува некои видеа во јавноста, така да се надевам дека изведувачот ќе има доволно професионална одговорност да тој проект го заврши како што треба, посебно од причина што Фудбалската федерација до сега има исплатено за тој проект околу 2.250.000 евра. Така. Еден од оние новитети во македонскиот фудбал кои ги ветивте веднаш при преземањето на претседателската функција беше имплементација на ВАР технологијата. Во минатото се зборуваше долго време за ВАР дека ќе се воведе и сезона по сезона времето минуваше, ВАР немаше во македонскиот фудбал. Колку беше потребно таа иницијатива од ваша страна, вие како председател и сите ваши соработници, да се преземе за неколку месеци, буквално да се воведе ВАР? Сега го видовме прв пат во финалето на купот помеѓу Вардар и Струга. Дали беше навистина толку тешко или едноставно фалеше, недостигаше волја и енергија за да се воведе ВАР во Македонија сиве овие години? Кога се сака, се може. Ние за 4 месеци од денот настапување на мојата функција како председател, тоа што го ветив, мислам дека сме веќе во завршна фаза и ВАРот ќе биде спроведен до почетокот на новото првенство. Тоа е проект кој што Фудбалската федерација ќе учини некаде околу 1.200.000-1.300.000 евра, но тоа што е ветено мора да биде исполнето и се може кога се сака, само потребно е да се има желба и енергија да сето тоа се направи. Господине Омерагич, уште едно прашање, нема да ве задржувам премногу, бидејќи, како што кажавте, во 20 часот е вашиот авион, па се надевам нема да го испуштите за Скопје. Само кратко, бидејќи оваа полусезона, но и во минатите сезони се случувало по секој надпревар, речиси секој клуб кој ќе загуби во првата лига, па и во втората лига, имаше соопштение на незадоволство за судењето, за против Фудбалската федерација на Македонија и така натаму. Дали со ВАР технологијата од следната сезона очекувате помалку реакции од македонските клубови дека, односно, да не изразуваат толкаво големо незадоволство од судењето на надпреварите? Ќе бидам искрен околу ова прашање. Судењето беше многу полошо минатата и предминатата година. Но одредена малена група луѓе која го изгуби влијанието и можноста да мешетари во македонското првенство, проба да произведува конфликтни ситуации со промовирање на соопштенија и со манипулирање со одредени клубови. Резултат на тоа манипулирање беше напуштањето на овие два клуба. Ништо не е случајно, ние сме мала држава и во принцип се знае. Посебно беше чудно напуштањето на екипата на Гостивар, која што на надпревар, која нема никаков резултатски резон да реагираат така, непотребно напуштија терен. Можеби е причина во тоа што сопственикот на клубот има план да преземе два други клуба, па не му се допаѓаше Гостивар како клуб. Морам да напоменам дека Гостивар е клуб од градот Гостивар, меѓутоа тренинзите ги правеше во село Петровец, Скопје, надпреварите ги имаше на стадионот во Маџари. Сигурно треба да се запрашаме зошто е тоа така. Дали е проблемот кај некого што го водел клубот или едноставно некој влегол во приказка за која што не бил кадарен да ја тера до крај од разноразни причини, барал причина да излезе, меѓутоа на начин кој што би нанел штета на македонскиот фудбал. Посебно е болен фактот што тоа го прави странец. Значи ние како држава мора да се почитуваме самите себе. Ние кога гостуваме во други држави, кога инвестираме, ги почитуваме правилата, законите и сите правила што се од домаќините. Кај нас е малце индикативно да странци со сомнително потекло и сомнителен капитал се обидуваат да ни наметнуваат правила и да градат погрешна слика за нас. Ние можеби сме мала држава, но во секој случај посебно во фудбалот ќе најдеме начин да сватат сите дека добродојни се како инвеститори во нашиот фудбал, меѓутоа согласно правилата и прописите кои што се поставени од Фудбалската федерација на Македонија.
Господине Омарагич, ви благодарам за ова телефонско јавување од аеродромот во Франкфурт. Се надевам дека во иднина ќе направиме уште едно интервју и ќе зборуваме малку подетално околу македонскиот фудбал, бидејќи имаме доста прашања, но вие немате премногу време. Имајте добар лет и се гледаме повторно во Скопје. Ви благодарам уште еднаш. Дали може уште нешто, бидејќи беше прашањето во соопштенијата? Некои соопштенија, последните кола ние немавме никакви проблеми со судењето. Еве, на пример, финалето Вардар Струга. Голема тензија од поединци се креваше пред овој надпревар дека ќе има вакво или онакво судење, меѓутоа ние како фудбалска федерација што направивме? Прво организиравме да има ВАР, второ мислам дека сите што го гледа надпреварот видоа дека судењето беше, да не кажам одлично, туку без грешка. Два клуба, зборам клуба, бидејќи навистина сликата на клубот ја градат раководните лица на клубот и собствениците. Едно е да имате екипа, друго е да имате клуб. Клуб да се гради така едноставно. Двата клуба се издигнаа изнад мешетарите кои што нели манипулираа дека ќе имаме некакво скандалозно судење и дека се подготвува Струга да биде оштетена. Мене ми е големо задоволство што нашиот куп финалето помина без ниту една дамка во тој спортски дел. Имавме одлично судење, актери со одлично однесување на терен и покажавме дека може сето тоа да помине без проблем. Понекогаш проблемот може да биде и кај алиби тренери кои што причината за својот неуспех ја градат во тоа да сакаат да однапред имаат алиби во наводните судиски грешки. Но добро е што фудбалот е јавна игра и на терен се гледа, така да понекогаш многу од тие напади се без аргументи и паушални. Но се надевам дека во новото првенство со воведувањето на варот сето тоа ќе биде сведено на минимум, а бидејќи правиме реорганизација на првата и втората лига, дека ќе имаме многу квалитетни надпревари. Господине Омарагич, ви благодарам уште еднаш за јавувањето, а за првата и втората лига за реорганизацијата ќе зборуваме тука и со Агим Ибрими и со Горан Станич. Уште еднаш ви благодарам. Ви благодарам на сите. Поздрав. Почитувани гледачи, ние ќе направиме една кратка пауза за реклами и ќе го продолжиме разговорот со Ибрими и со Станич. Повторно сме назад во студиото на Топ Тема. Продолжуваме да зборуваме за македонскиот фудбал и веднаш одиме на првата и втората македонска фудбалска лига. Председателот Омарагич зборуваше за она што се случуваше изминативе месеци. Имаше доста случувања во македонскиот фудбал, но еве малку ќе зборуваме сега за идните сезони, односно за иднината во првата и втората македонска фудбалска лига. Неуправен одбор беше донесена одлуката да се скратат првата и втората лига со по две екипи. Од сезоната 2026-27 ќе имаме во елитата 10 екипи, 16 во втората. 14, се извинувам, од 16 на 14. Зошто се прави оваа промена? Дали сметате дека тоа ќе придонесе за поголем квалитет во првата лига и поголем квалитет во втората лига, односно можеби поголема конкуренција во втората лига? Нормално, сега додека ги анализираме сите работи како беа пред ова сезона и ова сезона, значи ние сакаме да имаме поинтензивен фудбал, сакаме да имаме поинтересен фудбал и со тоа сакаме исто и да има и повеќе и дерби надпревари и да биде поинтересно кроз цела сезона, не само на крај дали кој ќе испадне или кој ќе игра Европа. И затоа имаме некој концепт, уште не е дефинирано како што. Да, системот на надпреварување треба да се анализира и со тоа мислам дека ќе биде многу интересно, пошто една работа е размислуваме за тоа да има еден да испадне, две екипи да се у бараж. Зборуваме кога системот ќе биде со 10 со 10 да, 4 кружни. Затоа не може да го направиме од сега, пошто треба да се јават како што е по правилник клубовите од напред, дека ќе има 4 што ќе испаднат од една сезона од претходна. Една сезона од претходна. Сакам исто така и втора лига да го направиме по интересна, што и вториот, третиот, четвртиот и петиот може да играат бараж надпревари со клубовите што ќе бидат во долниот дел на табелата во прва лига. Значи со ово ја мислим дека
што помалку ќе има пријателски надпревари. Значи, ако петиот или четвртиот или шестиот има загарантирано позиција, тоа не значи дека ќе играш со осмиот или деветиот пријателски надпревар, како што е во Словенија или во Хрватска, само еден испаѓа од Да, во Хрватска испаѓа само еден, да, и во Словенија исто. И затоа сакаме да имаме поиќе квалитет, размислуваме во тоа, имаме таа дирекција и со странците малце да направиме, можеби и во втора лига ќе има по двајца странци, што клубовите што имаат многу странци во прва лига да одат на не знам, во друг клуб во втора лига на позајмица, и затоа сакаме да е поинтересен фудбалот, поинтензивен фудбалот, и мислим дека ќе биде многу подобро него што било до сега. Ќе се навратиме на интернационалците и странците малку подоцна. Сакам да го прашам и Станич околу системот на надпревари и лигата, дали смета дека ова кратење ќе биде по-квалитетно, односно лигата ќе биде по-квалитетна, бидејќи, како што кажав до пред некој ден, бевте тренери на фудбалскиот клуб Работнички. Сметате ли дека со кратење на елитата ќе има по-квалитетен фудбал? Па, ако не барем по-конкурентен. Се согласувам дека ќе биде по-квалитетен, од причина што ние сме мала држава и 10 клуба секако дека ќе го концентрираат квалитетот на фудбалери во клубовите, така да подобрите играчи ќе бидат концентрирани во помалце број на клубови, надправите сами по себе ќе бидат поинтересни и поквалитетни. Исто тоа важи и за втора лига. Така да со ова кратење ќе знаеме дека од годината кога ќе се примени системот, дека од тие 10 клуба станот ќе играат најдобрите фудбалери. Сега тука се поставува прашањето дали ни треба и ограничување на странските фудбалери. Напоменавте дека можеби се размислува да се дозволи да играат странци и во втората лига, но дали тоа ќе биде вистинско придвижување напред за македонскиот фудбал, бидејќи знаеме дека македонските фудбалери, особено помладите, не секогаш добиваат шанса во елитата. Некако се во сенка, а ние секогаш зборуваме за странци со сомнителен квалитет, постојано некако доминираат во македонските фудбалски клубови. Дали се плаши дека во федерација дека може да македонскиот талент да биде малку повеќе истиснат? Не, има многу млади играчи што играат во прва македонска фудбалска лига, и и странците кои би дошле во наша лига треба да бидат добрите странци, не само тие што, пошто има многу број играчи млади што играат како што се во Брера или и во другите клубови. Сега, ако има некоја голема инвестиција, како што има Шкендија, Вардар, Шкупи, сега нормално дека тие сакат и со странците и со тоа да се адаптираат како ќе играат во квалификацијскиот дел во Лига Европа, Лига Шампиони или Конфедерацијска лига. Значи, тоа е фокусот, да имаме и добар представник во Европа. Играше Вардар 2017-18, значи Европска лига. Зашто да немаме сега уште клубови што да не представат уште подобро? Затоа со странците, со помош на добри странци треба да игра. Нормално дека ќе има лимит. Исто и сега се плаќа за котизација за странците. Но веруваме, со тоа имаме зборено и со претседателот господинот Омерагич. Веруваме дека можеби двајца од тие странци во Open Balkan нема да бидат странци во нашата лига, него другите странци ќе бидат со плаќање. Да, но тоа нели можеби да повлече некои клубови да купуваат, да речеме, само босанци, само албанци, ако не се сметаат за странци, да доминираат буквално странци, бидејќи ќе го земам за пример кипарскиот фудбал. Кипарските клубови можеби имаат изминатава сезона има добри настапи и во конференциската лига и во Лигата на Европа, но кога ќе го видиме составот се португалци, французи и така натаму, кипраните се или на клупа или се само бројка која пополнуваат, и гледаме дека и кипарската репрезентација може би малку тоне. Дали е тоа некоја опасност за македонскиот репрезентативен фудбал пред се? Бидејќи ако лигата нас не ни е добра и нашите играчи не играат веднаш во силните македонски клубови, тешко дека ќе изборат нели место и во некој странски клуб. Има и за тоа, значи имаме и за тоа, имавме состаноци за тоа, и ќе има и млади играчи што треба да играат во прва лига, и ќе има и казни ако не играат младите играчи. Сега е еден, мислам дека. Да, сега е еден, но размислуваме многу за овој дел, пошто нормално дека
и не верувам дека странците што ќе дојдат во нашите клубови ќе бидат од тие слаби странци. Значи ние сакаме да имаме стварно добра конкуренција и да гледаме добар фудбал и да не представуваат нашите клубови на европска сцена. Станич, каков е квалитетот на македонските млади фудбалери? Прво зборувам во домашното првенство, како клубовите ги негуваате своите таленти, бевте дел од работнички клуб кој е познат дека им дава шанса на младите македонски фудбалери и често промовира младински и потоа и сениорски репрезентативци, често играчите одат и во странство прават трансфери. Па вашето мислење? Па како што спомна Јагим, мислам дека било каква промена се направи, све ќе зависи од политиката на клубот. Зависи клубот каква цел има. Нема да смета ако се дозволи и Open Balkan, од причина што еве сега имаме колку 8 странци може да играат, а ние работнички имавме 4 кои настапуваа редовно. За првтин, значи играчи што се родени 2004 до 2006 и 2007 дури. Истото тоа му се случи и на Академија Бреда, кој исто така има доволен број на млади играчи, така да не би требало да има проблем, од причина што младиот играч нема млад и стар, има добар и лош. Никој нема да, ако детето има квалитет, да му го сопре патот, пошто и во интерес на клубот е да промовира млади играчи за понатамошни трансфери во странство. Така да и да се донесе таа одлука, мислам дека нема да има штета за македонските фудбалери, затоа што децата што заслужуваат да играат, ќе си ја добијат шансата по природен пат. Зошто македонските клубови, вие бевте дел и од Шкендија во домашното првенство, имате богата интернационална кариера, зборувам и за двајцата. Долго време е член на Марибор, некако клуб кој се етаблираше како елита на Балканот и се вметнуваше меѓу оние елитни клубови во Лигата на шампиони и во Купот на УЕФА и Лигата на Европа. Зошто македонските клубови не произведуваат фудбалери кои можат да ги продадат во странство, односно само некако македонскиот клубски фудбал не е вистински бизнис како што тоа во нашето соседство, бидејќи сите повеќето клубови од нашето соседство живеат условно кажано од продавање играчи, а македонските клубови некако назадуваат во тој поглед. Гледате, сега кога би направил некоја анализа со Словенија или со Македонија, тука кога слушнам од секој клуб, сите имат план, проекат, како напред и после година дена не важи тој план, проекат. Значи, ако имат нешто да направат за 3 години, за 5 години, во Македонија нема време. Трае само една година, Трае само една година и одма промени. Нов спортски директор, нов тренер, нов. Значи, не им дават време на планот да го направат како што треба. Пример Словенија, пример Марибор, пример Олимпија, Целје. Значи, имат план, проекат и затоа играт и Лига Европа, и Лига шампиони, и затоа никој не им спречи во тоа дека прва година не си направил ништо, сега ајде да има нови луѓе. Затоа ја мислим дека тука тоа е проблемот, затоа што многу работиме за денес за утре и многу краток дел сакаме да направиме нешто големо и да им докажеме и покажеме на сите дека јас го направив ово. И ова е проблемот во македонскиот фудбал. Затоа треба време и со тоа селекторот уште подобро знае како функционира и македонскиот фудбал и затоа ја мислим дека треба да им се дава време на тренерите што поќе да направат некоја адаптација и да направат некој фокус како дале, како напред. И ова е голем проблем, гледам ја во македонскиот фудбал, пошто сите промени на тренери, промени на стручни штаб, промени на тренери во кадети, пионери, значи затоа треба да се има план проекат како ќе функционира првата екипа, така треба U19, U18. Ја не гледам тука, имам слушнато многу, значи живеам у Тетово и да се имам состаноци со тренерите како да направат некоја визија и затоа стагнираме во тоа што последните 30 години имаме само еден клуб што има играно Лига Европа. И еднаш репрезентацијата не представуваше на европско, тоест два пати ако ја сметаме и U21. Станич како тренер, зашто клубовите немаат трпение да му веруваат на еден тренер и да градат тим со еден тренер? Го делам мислењето потполно, кај нас фали систематска работа. Мислам, тоа е главниот проблем. Прво, ако
тематиката е долга, меѓутоа еден од проблемите е исто инфраструктурата, што председателот господин Омерагич исто се заложува за да се подобрат сите инфраструктурни услови во сите клубови или градови во Македонија. Тоа е базата и од тука почнува све. За да може да се организира, ја бев еден период во работнички директор на академијата, значи мора да се имаат услови за работа за да ги привлечеме децата да играат фудбал. Тоа е првиот, значи квантитетот после вади и квалитет. Кај нас се намали квантитетот кај младите категории и затоа тешко вадиме квалитет. Со подобрување на инфраструктурата, со подобрување на условите за работа, секој ќе се привлечат и децата. Имаме повеќе деца во школите фудбалски, во клубовите и од тука ќе можеме да вадиме и поголем број на квалитетни играчи. Значи пред се инфраструктура и систематска работа. Значи треба да се направи кој што рече Агим најмалце 5 годишен план со сега ќе кажам малце и постручно со принципи на игра, како ќе функционира првиот тим, така да функционира и младинската школа. Ние тоа во работнички го направивме долгорочен план. Сите тренери, Агим баш го спомна тоа, не сакајќи, имавме состаноци на неделна основна и беше презентирано од тренерите како работеле, што работеле, дали се исполнуваат принципите на работа од децата, што треба да се подобри, како да се подобри. Се правеа видеоанализи на утакмици, што фали, како што да се треба да го подобри направи секој клуб, нивото на децата и мислам дека кај нас почна да функционира, податок дека бевме и прваци во младинската екипа докажува дека на добар пат е клубот и само така со систематска работа можеме да направиме нешто не само во клубовите, туку и во репрезентациите. Да, значи од мали деца да се знае што, како и кој треба да прави. Значи тоа е главниот проблем, систематската работа. Ако тоа го направиме, мислам дека нема да има проблем. Дека трпение немаат газдите, тоа нормално не треба да ни изненади, дека менуваат тренери брзо. Знаете како кога некој вложува пари, сака резултат, кој што е чаким брзо, меѓутоа треба да се свати дека има одредена граница. Не е екзактна наука резултатот. Ако видиме дека тренерот работи добро, пошто некогаш не може тренерот да влие на сите фактори. Значи може да работи добро, може да се гледа неговата работа, меѓутоа некогаш резултати не доаѓаат. Тогаш треба да се има трпение. Треба да се реагира, тоа е моје мислење. Ако се гледа дека тренерот не работи како што треба, некогаш може да имаш резултат, а да не работиш како што треба. Меѓутоа тоа е краткорочно. Така да во тој случај треба да се реагира. Меѓутоа ако гледаме дека тренерот работи добро, дека нема резултат, меѓутоа дека работата е тука, тогаш нема потреба да се менува. Ние во академијата тренерите не ги менуваме на основа на резултатите. Ги менувавме ако некој не работи онака како што било зацртано од директивата горе. Али ако работи така, нема резултати, ќе му се даде шанса и ќе бидеме стрпливи со него. Затоа мислам дека тоа е правиот пат: трпение, систематска работа и инфраструктура. Тоа ме потсетува можеби малку на филозофијата на фудбалскиот клуб Ајакс, кој не е целта да освојуваат трофеи во младински категории, туку во сениорскиот тим, целта е да направат квалитетни фудбалери за сениорски. И истото и Манчестер Сити. Во една прилика со селекторот на Англија имавме еден краток разговор на една од утакмиците што игравме. Он рече кога ќе дојдат фудбалери од Сити, немаат надпреварувачки карактер. Они имаат зацртано дека така треба да играат без разлика дали ќе сгреши или нема сгреши. И да сгреши нема проблем, меѓутоа таков има типот на едукација. Така да, додека се млади, тие се едуцираат и не се бара резултат од нив. И гледаме Сити у млади категории, Лига шампиони, мислам дека не се сеќавам кој игра последен пат, али кај нив е друга целта, особено од кога е дојдено ова ново раководство за 8-9 години. И не е сепак инстант успехот. Ќе зборуваме уште малку за младинскиот фудбал, мислам дека и треба малце повеќе да му обрнеме внимание, но ги напомена Станичи ти инфраструктурата и може и Агим тука сега ќе се вклучи и она што го зборуваше председателот Омерагич. Од оној надпревар помеѓу Воска и Вардар, она што прво ми падна во очи беше дека воопшто не се гледаат белите линии на теренот. Значи, ако ние го немаме основното, секој не можеме да видиме бела линија. Организатор за тоа. И затоа добива и казни после и има во протоколот, значи. Тоа сакам да кажам, не може федерацијата да влие. Мислам дека секој организатор, домаќинот е организатор. Секој газда си одговорен за клубот. Тоа не може да го реагира делегатот дека нема да го започне надпреварот ако линиите буквално не бидат бели како што треба да бидат. Бидејќи еве сега на таа ситуација гол линија прво не се гледа каде е гол линијата.
веројатно и вие го гледавте тој спорен момент дали е гол или не е гол. Мислам дека тука само ќе покажаше дали е гол линија технологија, нели, со на анимација, само тоа ќе помогнеше. Каде е гол линијата за да видиме ние дали е гол? Тоа сега да кажам дека све што е инфраструктура, федерацијата како федерација се може не е мое да кажам, може да помогне, меѓутоа главните носители се клубовите. Да. Значи и устранството, па на Реал Мадрид не му го прави федерацијата стадионот. Така. Или на било кој клуб у прва лига или втора лига шпанска може да се помогне, да. Да се помогне, да, меѓутоа главните носители на целиот проект се газдите на клубовите. Тој што се нафатил да води клуб, треба да знае дека треба да инвестира во стадион, во академија, во инфраструктура и во све што го пружува фудбал. Фудбалот не е само купи го клубот и да идеме прва лига на превари, не е тоа. Да. Значи тоа е многу комплексна работа и мислам дека клубовите треба повеќе да инвестираат во сето тоа што го пружува клубот. Агим, зашто не се инвестира во македонската инфраструктура, односно зашто клубовите не се свесни дека тоа е нивно и секогаш чекаат некако помош од некој друг? Ја мислам дека секој клуб има градски стадион. И тука негде е проблемот. Значи, секој можеби приватник што има голема инвестиција сака да има свој стадион. И со тоа можеби не сака да направи инвестиција во тоа што можеби утре ке нема да биде веќе претседател исто како што беше собственикот на Гостивар. Можеше и тој да направи инвестиција прво во стадионот во Гостивар, да има подобри услови, него да се направи екипа. После од тоа да направи екипа, да гради екипа и со тоа ќе имаше помош, ќе имаше и навијачи поќе. Значи, тоа ја мислим дека не сака да инвестират во тоа што можеби утре нема да бидат веќе дел од тој проекат. Значи, повторно се гледа краткорочно на што повторно се гледа краткорочно и тоа е. После треба да имаш договор со општините, можеби и влада за инвестиции. Работите стануваат комплицирани. Работите стануваат уште потешки, но ние како Фудбалска федерација на Македонија тоа го има кажано и председателот Омерагич многу пати, значи ние сме тука да им помагаме со инфраструктура и со тие работи што може да помогне Фудбалската федерација на Македонија. Но со другите работи треба да има договор измеѓу клубовите со општините, кај ги играат надпреварите и со тоа да се направи што подобри услови. Пред се, тоа што рече и селекторот, треба да се направи инфраструктура за тоа што ме прашавте зашто нема млади играчи. Значи ти треба со желба да ги пратиш играчите, не да се возиш 12 км, 8 км од градот па да го возиш детето на тренинг, па да го чекаш, па да го вратиш и така. Треба да има некаква организација. Можеби некои клубови го имат, уште не сум информиран за тоа. И со тоа може да направиш ти некоја добра работа за македонскиот фудбал. Значи, сето тоа треба да има план проекат за минимум 5 години и после исто ово што го кажувам сега, тоа го има направено и Белгија. Значи, ние кој игравме со Белгија 2014, ако не се лажам, тоа беше Хазард, Лукаку, значи сите најдобри играчи. Али тие беа од напред, од U21, U19, U17, сите направија некоја добра организација, да тие бидат трети или четврти кои беа на тоа светско првенство. Ќе направиме една кратка пауза за реклами и повторно ќе се вратиме во студиото и ќе продолжиме за младинскиот и пред се клубски фудбал, но и репрезентативен фудбал. Одиме на кратка пауза. Еве сме повторно во студиото на Топ Тема, доаѓаме некаде до финишот, фудбалските теми постојано некако се отвораат сами по себе. Го напоменав младинскиот фудбал во претходната најава. Станич, вие сте селектор на U21, бевте на U17 и U19, имате искуство со македонските таленти. Можеме ли наскоро да очекуваме нова генерација, како што беа оние на Барди, Велковски, Муслиу, Боба Николов, Дарко Велковски, што обезбедија едно европско првенство, потоа ја презема буквално и А селекцијата и сега се лидери на таа А селекција веќе долги години. Имаме ли таленти за повторно такво нешто да направиме? Па да очекуваме, треба да работиме на тоа и ќе работиме на тоа. Сега дека наша цел е да го повториме успехот што беше направен со макотрпна работа,
со, како што реков, со систематска работа и на крај ќе видиме резултатот. Секако дека треба и време, меѓутоа ќе гледаме најбрзо што можеме да направиме нешто што стварно ќе не врати пак на оние патеки на кои што бевме. Ибрими постојано се зборува во Фудбалската федерација на Македонија, имаше еден брифинг, ако не се лажам, Ѓорги Христов беше можеби поодговорен за тој дел, но и ти си уклучен во работата на федерацијата околу оние сите играчи кои се со македонско потекло, а се во странство. Знаеме дека ги има многу, во минатото и некои таленти, да речеме, не избегаа од репрезентацијата. Што ќе работи федерацијата за да ги придобие тие големи таленти со македонски корени да дојдат да му бидат на располагање на Станич и на останатите селектори во помладите категории? Значи, селектирани се сите и директорот работи напорно за тоа што повеќе да имаме таленти како што се во странство, во Шведска и во другите држави, да се дел од нас. Но имаме исто така некоја, би рекол, соработка во тоа што не им даваме време многу, за тоа што некој сака да игра за Македонија, после чека да не викне Шведска, после ќе дојдеме за Македонија, за тие играчи тука нема место. Барем така до сега што имаме зборено со сите. Селекторот може да каже уште повеќе во ова дирекција, но мислим дека ако еднаш си повикан за ово, повеќе не треба да менјаш со други репстации или да чекаш да флертуваш со други. Да флертуваш, пошто како што гледат нас не гледат како задна опција некој од тие, не би рекол сега кој што, но не треба да им даваме време, затоа што ако не ме викна у Норвешка, ќе дојдам у Македонија. Тоа нема да постои и затоа имаме играчи, селектирани се, луѓе во работат напорно да имаме што повеќе таленти. Исто и вчера бев гледав Брера Пелистер, куп финале, значи стварно има таленти, има добри играчи, треба да се работи што повеќе со нив, треба да се фокусираме како и секој кој ќе го дава тоа најдоброто да е дел од репрезентацијата на Македонија. Околу оние играчи кои не се родени во Македонија, настапуваат за Македонија, вие како селектор и како тренер, чувствувате ли дека тие навистина сакаат да играат за Македонија или Има овие години што сум во федерацијата, се сум видел. Имало случаи да не спомнувам имиња, игра за Македонија ако не биде викнат од друга држава, у првиот момент кога ќе биде викнат од друга држава, не забораваат. Така да го речагим, така нема да биде. Јас сум имал искуство лично и не сум прифатил враќање назад, затоа што репрезентацијата не е како клупа да менуваш ти на кога ќе сакаш, него се игра со чувства за државата. Така да сите деца што имаат желба и што имаат квалитет, секогаш им се посветило внимание и биле повикувани. Сега тие деца што ја гледаат државата како или репрезентацијата, да кажам поточно, како одскочна даска за понатамошен трансфер или за играње за друга репрезентација, за такви нема да има место. Затоа што треба да им се даде шанса на тие играчи што стварно сакаат да играат за Македонија и да гинат на терен, кажано така, посликовито. И децата што ви кажав преска што ќе имаат стварно квалитет и не иде па да игра надвор, а да е постапо деца што се во Македонија, па и тоа нема да го толерираме, затоа што стварно треба да играат најдобрите. Без разлика каде да играте, дали во Македонија или надвор, ако не сте подобар од тој што игра во Македонија, нема да бидете повикан, тоа е едноставно. Да, и за тоа се зборуваше многу во Фудбалската федерација на Македонија дека не секогаш ќе имаат предност тие што играат во странство, не значи дека се и по квалитет. Точно така, затоа што нема да ги омаловажиме играчите што играат во Македонија само затоа што се тука и дека сте со постра квалитет, не е вистина. Сме имале секакви случаи, доаѓа играчи од наводно речено големи клубови, а биле послаби од нашите. Тоа некогаш и може имал среќа па се родил таму и играл за такви клубови, меѓутоа секогаш ќе бидат ценети играчите по квалитетот. Се зборуваше доста во Фудбалската федерација за тој нов скаутинг систем. Веројатно скаутинг системот ќе започне да ги лови, условно кажано, тие млади таленти низ Европа и светот пред се, бидејќи има доста играчи со македонско потекло и во Австралија, во минатото имаат и доаѓано и настапувано за нашата репрезентација и веројатно и во САД има доста македонци. Како ќе функционира тој скаутинг систем на
Со регии, значи со региони, треба да се направи тој, мислим да веќе сега збориме подетално со тоа, и секоја регија, значи во Европа треба да има свој скаутинг што треба да ги прати играчите кој каде игра, и со тоа треба да има и комуникација и некаква интервенција да ги донесеме во нашата репрезентација. Значи се работи напорно и за тоа, ќе има и патување, можеби ќе има и бивши репрезентативци што живеат во странство и да го работат ово уште по-детално. Значи, ние со скаутинг системот релативно доцна се освестуваме дека е навистина од најбитните алатки во фудбалот, а сега во 2025 година го преземаме како нешто новитет, а не е новитет. Битно да се почне. Касно, но важно да се почне. Ќе биде од голема корист за посебно за селекторите, кажувам од искуство, затоа што ќе не улеснат и нас работата кога се повеќе луѓе вклучени, кои ќе може да се фокусираат на скаутингот, затоа што тоа ќе ми остават мене простор за да работам повеќе на тој дел што е фудбалски, да. Така да голема помош ќе биде во секој случај. Тука сме на самиот крај, ќе бидам краток, некако секој ваш одговор имам и нови прашања, нови теми за македонскиот фудбал, и долга е темата за македонски фудбал да се зборува, ако почнеме и од клупскиот и до репрезентативниот фудбал. Накратко, Станич ве очекуваат како селектор на U21 сега 2 контролни средби со Косово, пред оние најважни надпревари веројатно квалификациите за европското првенство во 2027 во септември. Една силна група, Полска, Шведска, Италија како гигант, Ерменија и Црна Гора. Што очекувате од овие два надпревари и потоа од тие квалификацијски надпревари? Дали сега овие два дуели ќе ви искристализираат дел од играчите кои треба да го понесат цел тој товар? Секако, Костров веќе го имаме. Ја следим оваа генерација веќе долги години, 2004-2005 тие се носители за овој квалификацијски циклус. Ова ни е втор собир, бевме во март во Анталија, одигравме два надпревари одигравме. Сега имаме уште два и од прилика веќе се знае кој играч колку може да даде. Дека играме со Италија, Шведска, Полска, за овие генерации не значи многу, од причина што има искуство. Низ квалификација U17, U19, доста утакмици се играат пријателски, така да се имаат веќе искуство играчи да играат вакви надпревари, така да мислам дека тоа нема да биде некој проблем за нас, напротив ќе биде мотив да се докажеме дека стварно имаме квалитет. Оваа генерација има квалитетни фудбалери, има доста играчи што даваат надеж дека можеме да се носиме и со големите репрезентации. Станич, ви благодарам. Агим, само накратко, сениорската репрезентација која беше дел ти долги години, ако не се лажам, и кратко и капитен. Да. Така. Ни следува надпревар со Белгија на домашен терен, со гигантот во групата, потоа и гостување во Казахстан. Имавме победа со Лихтенштајн и реми со Велс. Очекувања овој пат против силната Белгија, напомена дека и во минатото игравме со таа една страшна белгијска репрезентација. Мислим дека ние како репрезентација имаме докажано многу пати дека им правиме многу проблеми на овие големите репрезентации. Очекувам позитивен резултат, да ви кажам искрено, верувам во квалитетот на нашите фудбалери. Само така треба да се размислува позитивно и храброст дека сите може да направиме пак, да поновиме успеот што го имаме направено. Пак втората утакмица со Казахстан, играме на вештачка трава. Значи треба да се пази. Далечно патување. Далечно патување, треба да се пази. Сега селекторот ги има на фокус тие, треба да ги има о фокус. Јас сум играл во Казахстан, во Астана. Многу брза топка, многу брз терен. Веројатно ќе помогнеш во скаутинг моментот и видеоанализа. Ако треба, тука сум. Ибраими Станич, ви благодарам за гостувањето во Топ тема. Остана и некои теми недопрени, но ќе оставиме за воиднина. Се надевам дека ќе имаме и ќе зборуваме повеќе за успеси на македонскиот и клупски репрезентативен фудбал. И уште еднаш ви благодарам. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше вечерашната Топ тема. Останете на Телма. Пријатно.